Почитувани граѓани на општина Радовиш. Навршуваат 3 години од кога ми беше дадена чест да бидам градоначалник на оваа мала, но прекрасна општина. Денес, гледајќи назад, чувствувам голема благодарност што имав можност да работам заедно со граѓаните, да се залагам за нашата иднина и да ги придвижам важните проекти кои имаат директен и позитивен импакт на сите нас. Во изминатиот период, во кој заеднички издигнавме општина Радовиш на ниво на развој и просперитет, гледам многу постигнувања кои успеавме да ги реализираме преку значајни проекти кои ја подобрија инфраструктурата, образованието, културата и многу други сфери од животот. Денес со гордост стојам пред вас да ви презентирам некои од клучните проекти што ги реализиравме и кои го зацврстија патот кон поодржлива и модерна општина. Ке започнам со проектот за кој сум посебно горд. Проектот Зелена долина, односно Зелена топлина. Еден од нашите најзначени проекти кој има и за цел воведување на ефикасни услуги за централно грејење базиране на обновливи извори на енергија. Инсталиравме фотоволтаични централи кои преку производство на собствено производство на електрична енергија, енергијата од сонцето ја претвараме во топлина и така ќе ги загреваме сите јавни објекти во Радовиш. Ова е капитален објект за кој што добивме исто така грант од Европската унија. Ова иницијатива придонесува за остварување на нашите национални, енергетски и климатски цели до 2040 година, правејќи го Радовиш предводник во одржливиот развој. Се посветивме вложувајќи во подобрување на патната и комуналната инфраструктура. Бидејќи со години наназад е недоволно вложувано во оваа општинска улична мрежа, а ова особено важи за населените места. Пробиени, изградени и реконструирани се повеќе значени улици меѓу кои: улица Партизанска, улица 22 октомври, улица број 3 во Урбан блок 9, улица Видео Смилевски в Бато со комунална инфраструктура, улица со атмосферска канализација во село Оравица, локален пат Погулево Дамјан, улица Тодор Проевски, улица 10 во село Калугерица, обиколница Радовиш, локален пат Зоран Мајсторски. Со бехатон поплочени се повеќе улици во градот и населените места: Злеово, Покрајчево, Јаргулица, Подареш, Оравица, улици во цел град како Ана Поцкова, Крак Јавор, улица Плачковица, Коџа Баир, крак на Самуилова и крак на улица Кирил и Методи. Изградени се атмосферски и фекални канализации на улиците во повеќе урбани и рурални населби на улицата Ило Алексов, Урбан блок 15, во село Злеово и во село Оравица. Завршени се и сите подготвителни активности за реализација на проектот за подобрување на водната инфраструктура, со која целосно ќе се реши Урбан блок 15 со водоводна и канализациона мрежа. Овие вложувања не само што ја зголемуваат сообраќајната и инфраструктурната, туку создаваат основа за понатамошен локален развој. Заедно градиме иднина, полна со култура и инспирација. Во тек е реконструкција и доградба на Центарот за култура Ацо Караманов, кој ќе биде символ на нашата посветеност кон развојот и единството. Започната е изградбата на модерен градски пазар, кој ќе ги задоволи потребите на сите граѓани за современи и функционален пазар. Простории за трговија, катна гаража и канцеларија. Модерна инфраструктура која обезбедува удобност и функционалност. Растеретување на сообраќајот во централното градско подрачје. Овој проект значително ќе го подобри квалитетот на живот и ќе го промени лицето на Радовиш. Имено така имаме реализирано и планирани активности со кои ќе се допринесе за пристап на сите граѓани до културни и уметнички содржини, поттикнување на социјалното вмрежување и поддршка на локалните иницијативи. Завршена е реконструкцијата на мултифункционалната сала за венчавки со галерија, со која создадовме простор кој ќе служи на сите граѓани и ќе го збогати општествениот живот, а во тек е и проектот еден од капиталните реконструкција со пренамена на стоковна куќа во мултифункционален и културен центар со музејска испостава на град Радовиш. Целта на овој проект е општината да добие различни,
мултифункционални содржини преку реконструкција и пренамена на објектот поранешна стоковна куќа во централното градско подрачје во Радовиш, кој подолг временски период е во употреба и како таков представува лоша слика во центарот на градот. Ова иницијатива ќе го врати животот во центарот на градот и ќе создаде нови можности за социјализација и културно изразување. Просторот ќе вклучува музеј, галерија, едукативни работилници за деца, зелена кровна тераса и други содржини кои ќе го поттикнат културниот и туристичкиот развој. Општина Радовиш изработи целосна техничка документација за реконструкција и пренамена на објектот, а во завршна фаза и тендерската постапка за изведа на прва фаза од овој објект, грант кој што го добивме од владата на Република Македонија. Клучен за долгорочниот развој на нашиот град е новиот генерален урбанистички план. Генералниот урбанистички план не е само документ, тој е визија за градот што го сакаме утре. Рамка која ќе ги оддефинира нашиот урбан, економски, еколошки развој во годините што следуваат. Иако често остануваат под радарот на јавноста, проектните документации се основ предуслов за секој успешен проект. Изминатите години напорно работевме да ги поставиме темелите на идниот развој на град Радовиш и сите населени места во општината. Изработени се проектни документации за уредување на дел од речно корито на Радовишка река, проект за изградба на градски рекреативен парк Воденица, каде што ќе имат содржина за сите граѓани, уредување на порој изградба на улица во населено место Војславци, дел улична мрежа и комплетна инфраструктура во Блок 15, уредување на речно корито во село Оравица, проектна техничка документација изградба на нова спортска сала во Основно училиште Коста Рацин во Подареш, булеварско решение на улица Македонска, завршени се и сите подготвителни активности во наредните денови ќе се заврши улицата Герас Цунев. Овие документи не се само хартија. Тие се основа кои ни овозможуваат аплицирање за средства од домашни и меѓународни фондови, како и почеток на голема градежен зафат. Со нив, ние го забрзуваме процесот на реализација на проекти кои ќе имаат директно влијание врз вашиот секојдневен живот. Посебно сум горд што за голем дел од овие документи веќе се овозможија финансирање за значајни проекти, а останатите се на пат кон обезбедување на средства од националните и европските фондови. Токму еден од таквите проекти за кои имаме обезбедено проектна документација и благодарение на Министерството за спорт, кој даде поддршка од 20 милиони денари, е во тек реконструкција на спортската сала во Радовиш. Спортистите веќе од нова година ќе тренираат и одржуваат надпревари во реконструиран објект. Со оваа инвестиција треба да се врати сеајот на салата и ќе се поттикнат уште многу спортски настани во Радовиш. Продолжуваме со сериозна поддршка на спортот во општина Радовиш. Со новиот фудбалски клуб ФК Детонит Плачковица го вративме сеајот на фудбалот во нашата општина, котирајќи високо во втората македонска лига, а овозможен е и бесплатен тренинг на најмалите дечиња во фудбалот, бидејќи тренингот за најмалите е повеќе од спорт. Тоа е алатка за воспитување здрави, среќни и способни личности. Исто така, во тек е реализација и реконструкција на противпожарниот дом, проект кој вреди околу 10 милиони денари, а финансирањето е обезбедено од Бирото за регионален развој. Една од најважните теми за еднината на нашата општина е образованието. Верувам дека образованието е темел врз кој градиме силна, иновативна и просперитивна заедница. И токму затоа, вложувањето во овој сектор беше еден од нашите врвни приоритети. Изминатиот период беше исполнет со работа, предизвици и успех. Се гордеам што можам да истакнам дека општината направи значајни чекори за подобрување на условите за нашите ученици и наставници, бидејќи секоја инвестиција во образованието е инвестиција во иднината. Со подобрени услови нашите деца имаат поголеми шанси за успех, а наставниците добиваат простор за креативен напредок. Општина Радовиш секоја година доделува стипендии за основното и средното образование на талентирани ученици и ученици со социјален ризик. Обезбедивме таблети за сите ученици од социјално ранливите категории. Отворивме сензорна соба во Основно училиште Крсте Петков Мисирков. Секоја година доделуваме пакет за добредојде на правачињата. Во Централното
Средното основно училиште Коста Сосинов воведовме нови образовни стуки, со што ќе ги спремаме средношколците за реалниот свет. Комплетно променети са енергетски, основното училиште Кирил и Методий, како и реконструкција на санитариите. Пуштено е во употреба подрачно училиште во село Калузлија. Почитувани сограѓани, вака би можеле уште многу да редиме. Се тоа го остваривме благодарение на вашата доверба и поддршка. Ова не е крајот на нашата работа, туку почеток на ново поглавје во кое Радовиш ќе продолжи да се развива во место за гордост на сите нас. Јас сум благодарен на можноста да бидам дел од ова патување, а заедно со вас ќе продолжиме да правиме нашето место за живење уште поубаво и посветло. Тимот со кој работам и вие како граѓани секој сте биле основа на овие успеси. Без ваша доверба, поддршка и активен ангажман, ништо од ова не би било можно. Благодарност до сите они кои учествуваа во реализацијата на проектите, како и до моите соработници, кои се којдневно вложуваат напор за подобрување на квалитетот на животот во нашата општина Радовиш. Благодарам.